По затворањето на кочанската фабрика Paper Mill, 120 работници беа известени да не доаѓаат на работа, со што во неизвестност се стави и нивната екзистенција. Меѓутоа денеска во писмено соопштение од фабриката стигна информација дека вработените се задржуваат на работа и истите ќе добиваат по 70% од платата во наредните 2 месеци, како и дека ќе им бидат платени придонесите за целиот период додека не се на работа. Paper Mill од Кочани информира дека по правни консултации, а според Законот за работни односи, донесе одлука за статусот на 120 вработени во фабриката. Во наредните 2 месеци, вработените ќе добиваат 70% од платата и редовно ќе им бидат плаќани придонеси за целиот период додека не одат на работа, заради привремениот прекин на работењето на фабриката. Од компанијата денес ги информирале вработените и за можноста за рестартирање на фабриката во април оваа година, кога тие повторно би се вратиле на редовна работа. Минатата недела, управата на Paper Mill донесе одлука да го прекине производствениот процес на неопределено време по решението на инспекторатот за животна средина со која на фабриката и беше наложено користење на метан како единствен енергенс, на што преходеа мерења од страна на компанијата и од страна на инспекторатот, чии резултати покажаа драстични разлики. Беше исклучително важно да го решиме статусот на вработените. Тие не доаѓаат на работа, а до сега исплаќавме цела плата. Искрено се надеваме дека ќе ги рестартираме процесите на рециклажа на хартија и производство и сакаме и важно ни е да ги задржиме овие луѓе. Успеавме и во текот на целата ковид криза да не опуштиме вработени, а од друга страна, во нашите развојни планови предвидуваме изголемување на човечките ресурси во фабриката за 30%. Очекуваме соработка со сите чинители со цел што поскоро да продолжиме со работа, изјави Јулијан Даскалов, генерален директор на Paper Mill од Кочани. Компанијата беше затворена по претходно направени 3 инспекцијски вонредни надзори со утврдување дека ги надминува дозволените PM честички кои ги испуштаат нејзините оџаци.